5 минути по 12 часот, символично поради задуцната институционална реакција, започна маршот за ангелите што го организираа семејствата на загинатите во трагичниот пожар во дискотеката Пулс во Кочани. Бараат одговорност од сите инволвирани за повеќегодишното работење на кабарето без исполнување на минималните стандарди. Со фотографии од настраданите на кубниот 16 март и транспаренти за неселективна правда, пораки испратија пред обвинителството. Значи, ние граѓаните ги купивме фотелите и ги плаќаме со илјадници евра месечно. Илјадници евра месечно ги плаќаме. Дали тие направија ревизија претходно нивните претходници што работеле? А? Дали, еве, вие сте новинари, надобро знаете. Дали е направено некаква ревизија? Дали некој е затворен? Дали Зоран Заев, најголемиот криминалец и најголемиот предал на овој народ е затворен? Дел од семејствата и блиските на загинатите влегоа на средба со републичкиот јавен обвинител Лупчо Коцевски. Од обвинителството по средбата соопштија дека обвинителот и тимот кој работи на истрагата за пожарот одговориле на сите прашања и дилеми на блиските на починатите и дека истрагата е сеопфатна. Во истрагата се ангажирани максимални капацитети од сите истражни органи и се вклучени десетици стручни лица од различни области. Во исто време, во насока на прибирање на сите докази кои можат да помогнат за целосно испитување на настанот, јавното обвинителство упатува отворен повик до сите кои што имаат лични сведоштва за несреќата, информации и докази во однос на работата на клубот Пулс Кочани и поврзаните фирми, како и сознанија во врска со работата на институциите надлежни да постапуваат да ги споделат со истрагата. Преку плоштадот Македонија маршот продолжи кон собранието, каде повторно семејствата повикаа на одговорност. Во името на корупцијата, на митото, на парата, нашите деца настрагаа пуни енергија, кој мислил што ги очекува, какви лиценци, какви дозволи, какви прегледи е правено, кој е тоа водил математика, само пари, 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 ништо друго. Излегоа дел од претениците на левица, па од СДСМ, кои беа свиркани од присутните. Партискиот лидер Венко Филипче го праша што се случило со двете решенија за забрана на работата на Пулс, кои биле издадени од МВР кога СДСМ биле на власт. Убици, зашо не се преклучувате СДС? Убици, зашо и ви се преклучувате? Емолам се да взима политичка димензија, Значи, ние сме тука, ви кажете, зашто не сакам тоа да биде видливо во Кочани. За да не се исполитизира се до тоа. Родителите и семејствата маршот го завршија пред Министерството за внатрешни работи, а министерот Тошковски ги прими во канцелариите за да им одговори на сите прашања. Тој ги увери дека истрагата нема да поштеди никој инволвиран за пожарот, за кого ќе има докази. Истрагата која што е во тек, ве уверувам дека, нема никого да поштеди за кој што ќе има докази. Ама никого. Не веруваме на зборот. До сега и да ми верувате на зборот. Не ви верувам. И да ми верувате на зборот. Не ви верувам. Не ви верувам. Имате право и на тоа. 2 месеца. Имате право и на тоа, но истрагата не е завршена. Во истрагата досега осомничени се 68 лица и 3 фирми. Штипска апелација одби 7, а прифати само една жалба од инспектор во Државниот пазарен инспекторат од Виница. Крешник Бектеши останува во притвора, заедно со него и државната секретарка во економија Размена Чекич Дуровиќ. Тројцата, градоначалници на Кочани, остануваат во куќен притвор.